На Дуи им пречи што конечно има одговорност. Бараат смена на Панче Тошковски, бидејќи полицијата експресно реагираше со оние кои го сквернавеа и палеа државното знаме на Македонија. 17 приведени, од кои тројца претворени, се причи на партијата на Али Ахмети да поднесе интерпелација и да бара оставка од министерот за внатрешни работи. Како последица на овие настани, Демократската унија за интеграција бара итна и неотповиклива оставка на министерот за внатрешни работи и на заменик министерот за внатрешни работи како главно одговорни за настанот на ова ситуација. Барањето за оставка на Тошковски и неговиот заменик доаѓа од како МВР само ден по инцидентите приведе 17 луѓе за сквернавење на македонското знаме, но и тројца прилепчени за сквернавење на албанското. Времето на зимски сон на институциите заврши. 17 луѓе уапсивме за овие 2 дена. И ќе продолжиме. Нема да застанеме овде. За секој еден за кој што има докази да сквернави символ држава, без разлика дали е символ на Македонија, или е символ на Србија, или е символ на Албанија, или е символ на Грција, без разлика. Секој еден кој што ќе се огреши, ќе одговори. Очигледно Дуи го бараат времето кога одговорност немаше за многу прекршување на законот, па така во минатото бевме сведоци дека полицајка нападната од Беки Расани, функционер на интегративците, на крајот не била нападната од него. По овој инцидент таа беше во канцеларијата на Спасовски, па потоа излезе дека не ја нападнал функционерот Асани, туку возилото пајак. Ова е само еден од многуте случаи за кои во минативе 7 години постои сомнеш дека МВР сакало да го сокрие, без да има одговорност за виновните. Македонската јавност беше сведоки на заштита на синот на поранешниот заменик министер за внатрешни Назим Буши, кој противзаконски возеше со полициски флешери. Мислам дека најдобро е да ги чуете и да ги сочекаме сите аргументи и факти кои што се однесуваат на целиот овој процес, и тоа што се аргументи и факти да ги пасираме во јавноста. При големите граѓански протести против францускиот предлог, главните функционери во МВР застанаа во заштита и на оние кои со камења фрлаа по граѓаните кои протестираа, а имаше употреба и на огнено оружје од брат на поранешен функционер кој сега е дел од коалицијата на Дуи. Снимивме кога се фрла камења, немаше доволно. Значи, полициски службеници имаше доволно. Може покажам видео колку имаше полициски службеници пред мамањата. Може ние го објавивме веќе тоа видео. Еве уште едно видео го сакате. Ви покажам. Видео ме интересира. Ако можеме. Тоа видео оди во живо додека се тепаат. Тоа видео е одреден ваш агол, кај што не гледаат сите полицајци. Таму имаме во цилок полицајци. Што како реагираат? Има крим полиција. Еве гледате? Па не гледам. Па за тоа зборам. Уште еден од случаите со напад на службено лице кој во минатото станаа без разрешница е и оној со бодигардот на поранешниот заменик министер во полицијата Назим Буши. Тој нападнал полицаец бидејќи не му било дозволено да го види својот брат кој од затвор бил донесен на ургентен.